Добре дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски, имам чест денеска мој гостин да биде Сотир Вукровски, кандидат за градоначалник на општина Карпош, победник во првиот круг. Добре ден. Добро вечер, добро ве најдов. Благодарам за можноста да проговориме збор 2 за сето она што измина во првиот круг. 47-8 часа од изборите помина. Прв пат излезе на избори, прв пат и победи, да, одиме во вториот круг, неве импресии, после еве 2 дена, после 48 часа, како ги доживеа првите избори? Па, немаме многу време за размислување, за анализирање. Почна вториот дел од кампањата, последните 2 седмици. Пред вториот круг, веќе од, ако во неделата, да речем, и прославивме, веќе од понеделникот наутро ги засукавме ракавите и трнавме во нова трка до вториот круг. Можам да кажам, како што рековте, прв пат и сум презадоволен од резултатот. Ако само пред неколку месеци еден политички анонимус, човек кој бил познат во кругот на своите пријатели, роднини, нели, без разлика таму кај што сум работел, имам широк круг на луѓе кои ме познаваат од малата, од работата, меѓутоа сепак како политичар, како човек кој претендира да биде прв во општината, во нашиот случај во Карпош, сосема непознат. И не можам да не го изразам задоволството и вечерта и еви денеска после, како што рековте, 48 сата од изборниот резултат. Водам со 1530, мислам, некои гласови пред човекот кој во 4 мандата бил градоначалник на општина Карпош. Тоа нешто зборува. Тоа зборува дека луѓето препознаваат во мене човек кој ќе внесе една новина, кој ќе донесе еден нов концепт, нови практики во општината. Луѓето се малку уморни, да речеме. За жал во нашето општество политиката доминира и во секојдневното живење. Дури овие денови моето семејство е преокупирано, пионие во еден час кога ќе се приберам дома. Знаеш, ова ваму имаше, викам, ве молам да правиме муавет на други теми. Политиката да оставиме за таму каде што и е местото, така да мене ако ме прашате, јас сум презадоволен од резултатот. ВМРО за прв пат со мене има предност. Знаеме дека ВМРО никогаш немало свој градоначалник во Карпош. Сега ни се пружи една голема шанса. Јас се надевам дека ќе искористиме. Прв пат водиме во првиот круг. Имаме некои 4000 и нешто, мислам, гласови плюс од локалните избори пред 4 години, така да од секој аспект сметам дека ова е за нас една победничка варијанта. Но сепак нема место, простор за еуфорија, нема лабаво, останувате на терен и работите за вториот круг, така? Така е, нормално. Значи, како што кажав, од првиот ден веќе разговараме, преговараме и со нашите политички опоненти кои не помина во вториот круг, веќе разговараме со нив, размислуваме за идниот совет, кој нормално ќе биде алатка во работењето на мене како градоначалник. Добивме исто што е за прв пат доминантен број на мојата прогноза, беше 11-12, останавме на 11, меѓутоа сепак доминантно во советот од 27, имаме еден советник од листата на нашиот коалиционен партнер. Знам на кој сакам еви во оваа прилика да им се заблагодарам за поддршката која добивав од нивните членови, од нивните министри и така натаму. Така да веќе имаме 12, имаме само 2 до мнозинството. Денови разговараме со сите наши политички опоненти, но наши пријатели за доброто на општината. И се надевам дека веќе во наредните денови ќе можеме да објавиме дека имаме мнозинство во советот и со тоа ќе немаме алиби да утре кажеме немаме мнозинство, не кочи градската власт, затоа што и таму ќе биде господинот Орце Георгиевски, да не правиме муабет за централната, така да сметам дека имаме една добра шанса да направиме максимум за потребите на граѓаните во Карпош.
другата страна што мислиш како работи, дали ќе имаме случај на фузирање на оние кои што до вчера беа наводно противници, зборувам за СДСМ и Левица, со Стефче Јакимовски. Ако собереме што се имаат кажано едни против други, може да направиме една книга од форматот на Војна и мир, можеби и поголема, но политиката е политика, често пати се заборава на сето што било кажано и за да противникот во овој случај ти, најчесто така и бива во Македонија во политиката, сите против ВМРО ДПМН. Очекуваш такво нешто или сепак не е баш така работата? Па видете, јас сметам дека праксата на некои структури да се створи една слика дека во Карпаш имаме позиција на укрупнување на опозицијата контра власта, сметам дека е тотално погрешна. Изборите во Карпаш, низ бројки беа многу интересни. Ние ги доцна во ноќта ги анализиравме и она што ни беше предвидување, кое го навестувавме, се покажа исправно. Дека одредени политички структури дадоа поддршка за мојот опонент уште во првиот круг. Тоа е факт. На моето гласачко место, каде што ја живеам, значи имате еден резултат од 160-26. Значи тоа да ми кажувал некој немаше да верувам. ВМРО, СДС. Так. Знаеме каде отидоа гласовите. Меѓутоа, да се вратам назад. Во Карпаш никој да не смета дека се работи за опозиција контра власт. Во Карпаш имаме два фронта. Имаме фронт на потрошени играчи, фронт на непринципиелни коалиции, фронт кој не му мисла добро на граѓанинот, фронт кој сите овие години ги распродаде парковите на Карпаш. И имаме од другата страна една опција, која во моментов е добитничка, кон која јас верувам дека ќе се приклучат сите слободумни граѓани, без разлика на која партија определба припаѓаат, и ќе направиме една опција која ќе ја врати довербата кај граѓаните. Пред се, за нашите деца, за Карпаш се работи. Ние му требаме на Карпаш. Значи, да ги избегнеме старите пракси на, не знам, криминални дупови, наплати на оштети, побарувања и така натаму, па некој сега се фали како били исплатени. Значи, били исплатени. Но зошто дошло до тоа? Дајте да видиме зошто се оштетени граѓаните на Карпаш. Значи, таа е борбата во Карпаш. За црното и за белото. За старото и за новото. За манипулаторите и за честните луѓе, кои сметаат на својата општина и на иднината на своите деца. Не успеавме да го донесеме твојот кандидат, немавме, јас сум виновен за тоа, се надеваме во друга прилика ќе биде, бидејќи му нема да им се допадне можеби ова, но да слушнеме една изјава од него, а понатаму во натамошниот дел од кампањата се надевам и ќе гостува на Алфа. Ова изјава на твојот против кандидат Стефче Јакимовски дадена веднаш по резултатите, каде што тој свати дека влегува во вториот круг. Предлагам да го слушнеме Стефче Јакимовски. Влегуваме во втор круг. На 40% изброени гласови, кандидатот на владеачката партија води со 266 гласови, значи тоа е готово пата ситуација. Јасно изразена волјата на граѓаните на општина Карпош, значи гласовите, опозиционите гласови се скоро дупло во однос на владеачката ВМРО ДПМН овде во Карпош. Се враќаме во студиото. Сотир, зошто си ти вистинскиот избор за Карпоша? Значи, пред да кажам само да се вратам малку на видеото. Погледнете ги ликовите. Погледнете го расположението. Не е 260 и колку таму гласа, многу повеќе. Меѓутоа, некој е доведен во ситуација да се плаши за својата иднина. Сотир нема страв од тоа што ќе биде утре, што ќе биде денот после изборите. Сотир има своја професија. Сотир е изграден човек. Човек кој 33 години заработува, плаќа данок на она што го заработува и на она што го стекнал како имот. Не е многу голем, скромен е, ме нема на 50 и кусур адреси, на една, евентуално ако се рачуна и викендицата 2, и тука Сотир плаќа данок. И Сотир не се плаши за својата иднина.
Овдека имаме луѓе кои се плашат за своето утре и се доведени во ситуација од страв да го прават ова што го прават. Ме прашавте зошто Сотир. Како што кажав и пред малку. Човек кој живее по сите правила, да речеме. Човек кој формирал себенство кога било време, човек кој студирал кога било време, човек кој служил војска кога било време, човек кој работел кога било време, човек кој е општествено одговорен, се занимавам со ајде да кажеме овие невладин сектор, здруженија кои се борат за правата на македонците по потекло од Егејскиот дел на Македонија. Значи сето тоа укажува дека Сотир е еден човек кој сака да се одолжи на некој начин кон државата. Јас често да знам да кажам и на младите луѓе околу мене и на моите деца, немојте да чекате нешто да направи Македонија за вас. Ние сите сме Македонија. Јас, вие, моите деца, вашите деца. Да ги научиме децата дека треба ние нешто да направиме. Каква ќе направиме ние државата, таква ќе биде. Ние не можеме да очекуваме да биде Карпош онаков како што го дала природата и демографијата и што ти знам. Ние треба да допринесеме. Сотир на 50 и кусур години се осмелил од една комотна зона, од едно убаво живење, да се зафати со ова се што се случува во последниве неколку месеци. Помногу мина околу мене, неразбирливо. Меѓутоа, поривот мој да направам нешто, полека влегувам, се приближувам кон, ајде да речем, последната деценија пред пензионерските денови. Мојата определба е да направиме нешто, оваа моја генерација, неколку пред мене, неколку после мене генерации, да направиме нешто за општествено добро, да направиме нешто утре за 10-13 години. Јас на 67-8 на 70 години не планирам да се расправам со некој Сотир, да се снимам со видеа по Карпош и да се бркаме, да се објаснуваме. Јас сакам сега можам, сега се чувствувам способен да направам нешто, да си по 2 мандата, да си останам горд, да си прошетам низ малото со бел образ и на крајот, ако ми даде Господ, некаде таму на викендицата со внуците да си ги поминам деновите. Кои се твоите најафинитети, што би се рекло, с кои што ќе помогнат во остварувањето на ова? Истрајност, инает можеби, што би издвоил во сето тоа, што ти си како човек, што ќе помогне Карпош да биде подобра општина? Истрајноста е одлична одлика. Так. Инаетот е дискутабилен. Меѓутоа, особено кај нас, македонците од оној дел на Беломорскиот дел на Македонија знае да биде носечки. Ако пред некој месец 5-6 се, да речеме, кршев околу целата оваа работа, да прифатам, да не прифатам, да не влезам, сега, од кога ги поминувам овие денови на кампања, каде што не идувам на лаги, како да кажем, омаловажувања, не знам, се минимизира целиот мој минат труд и така натаму, сега ми уште поголем предизвикот. Сега уште повеќе знам дека Сотир ќе победи и Сотир ќе биде градоначалник на Карпош. Тоа да име на сите јасно. А зошто твојот против кандидат, еве зошто ти треба да бидеш, зошто твојот против кандидат не треба да биде? Па видете само градоначалник на Карпош. Господинот Јакимовски е 4 мандата. Сега не можам да се сетам точно како последователно, меѓутоа јас сум доблесен да кажам дека пред години, кога се појави на нашата сцена во Карпош, без разлика од каде и да дошол, имаше добар мандат. И за сите нас беше окей како избор, се сработе. Меѓутоа, ова што е во последниве 4 години, значи ние не ја чувствуваме работата на општината, на општинските тела, на комуналните служби, во било кој сегмент да допрете. Тој сега деновиве, кај ке се појам, трча по мене, снима некој видеа, денес гледам, вели, низ оджаците одам, као се шалам, велам како Дедо Мраз. Значи, каде бевме 4 години? Сотир за 4 години нема да оди по вратите на луѓето. Сотир треба да го осетат овие 4 години луѓето. Треба да го осетат ни секојдневното живење, ни сметот, ни паркингот, ни аерозагадувањето, ни бетонизацијата. Сотир нема да им донесе згради во парковите на соседите.
Никој нема да се разбуди наутро и да види заградена парцела во паркот. Тоа од Сотир нема да го видат. И за 4 години Сотир нема да има потреба да се снима и да оди по становите. Сотир ќе сработи и ќе доби уште еден мандат. Бидејќи тој не е тука, е едно прашање што тој го поставува, односно како дилема, можеби и како порака до тебе, тој вели дека обвинува дека уште сега имате поделено земјишта и дека веќе се спрема крадење, целата приказка со да си го спасиме Карпош, да сето тоа нели кампањата, тој обвинува дека уште сега се подготвени дуповите и како тоа ќе се изведе и дека си подготвен уште од сега да го бетонизираш, но имаш поделено земјиште, што твое, што на председателот на партијата, што кај друг. Значи, ова не е дилема, ова веќе е трилема. Так, се шегувам. Се повторува настрана. Ова Нити како... имам моje земјиште низ територијата на општина Карпош, нити имам било каде. Ако вратите уназад години, ако се направи некој увид, не знам дали е тоа дозволено, не е, јас ќе дозволам ако треба, во мојата трансакцијска сметка, сем средствата од компаниите каде што сум работел, дали биле во форма на плата, дали биле во форма на награда, на бонус и така натаму, нема да најдете ниту еден денар. Сотир нити има, нити сака да влегува во бизнис делки, во непринципиелни работи, во кој инвеститорство и така натаму. Не знам од каде потекнуваат тие муавети, меѓутоа најодговорно ви тврдам. Овдека, со моето избирање за градоначалник, ќе престане целата бетонизација и урбаното дивење во Карпош. Сотир или ќе биде така, или нема да го има. И уште една работа која што беше спомената и во изјавата, тој вели дека двојно повеќе опозицијата имала гласачи. Не е така математиката, имаат неколку илјади само сите споени заедно, тој губи од тебе 1520. А тој се става во опозицијата? Така испаѓа, да, но еве дали е исправно да кажеш дека опозицијата е па човекот не знае ни сам дека... кај низ годините. Така. Мислам, ако треба јас да кажувам, еве вие сте новинар, колку партии, колку функции, колку сојузи, колку подсојузи, колку надсојузи има направено за да остане на власт. 30 и повеќе години е човекот на државна функција. Зашто правиме муавет? За која опозиција? Ние имаме 4 години градоначалници кои се без ниедна дамка. 30 и кусур градоначалници имаме во првиот круг. Имаме не знам колку поголем број на советнички места. Значи, како да ви кажам, ова испаѓа 100 пати кажана лага дека треба да биде вистина. Ајде ќе се лажеме, ќе се снимаме цел ден, ќе го убедуваме народот. Бројките зборуваат. Јас сум економист. Мене статистиката ме научила. Погледнете ја статистиката. Што и да работите, погледнете ја статистиката. И таа све покажува. Нема тука простор за кој ние опозицијски фронт правиме муабет. Не, правиме муабет за црното и за белото во Карпош. Тоа е вистината. Сите граѓани кои му мислат добро на Карпош, кои мислат добро на своите деца, ќе ја дадат поддршката за оваа опција. Ти го спомена во еден дел од разговорот тоа, но се уште остана она незгодно чувство, би го рекле, дека СДСМ влезе во Карпош со кандидат кој што беше жива и здрава да е господјата, но спотер ставена колку да биде. Не се ни трудеа, не е до неа, не се ни трудеа да ја промовираат, буквално како да ја ставија за да учини некому на оној кој што сега можеби ти е контракандидат. Такво беше чувството, барем не знам дали го споделуваш. Значи, првично е чувството, второ се ова што го спомена в бројките, статистиката. Ако до некни се сомневавме, во неделата сето тоа не излезе низ бројки. Так. Нема тука простор за слободно размислување. Бројки тука кажуваат на тоа. Јас мојата до некни против кандидатка, исклучително ја ценам, се познаваме години, еден солиден кадар, и ми е жал тоа што му ще се случи на опцијата во Карпош. Нас ни треба силна опозиција. За било што да правиме во оваа држава, за да одиме напред, нас ни треба коректори. Вака како што е сега ситуацијава, не е добро. Она што го најави
контра муабетот дека веќе имаш таксано нели земјишта каде што ќе градиш и ќе делиш со партијата, ти најави нешто друго, го спомена моментот на прекин на бетонизацијата, најави јавно предпријатие Карпош план, кое што ќе ги прегледува, разгледува сите опции кога ќе се бараат нели дозволи за градба и се како ќе функционира, бидејќи не знам во Македонија во општините да има некаде такво нешто. Карпош план ми е најголемата заложба. Карпош план ќе донесе мир на граѓаните. Дури сме спремни да го дадеме во рацете на стручњаците. Не да биде избор на Сотир. Не да биде избор на партијата. Нека биде на нашите опоненти до вчерашни. Ние ќе мора да формираме совет, мнозински совет, како што ви напоменав. Ни фалат двајца советници. Спремни сме заеднички да го формираме. Да биде гарант на нашите заложби за Карпош граден плански. Карпош граден таму каде што треба. Таму каде што има простор за зеленило, каде што има простор за градинки, каде што има простор за училишта, за паркинзи. Не во Карпош 4. Не во Карпош 3. Не згради во Влае, по 6 ката, по 7 ката. Домување, да, меѓутоа не згради. Така да, Карпош план има, чинам ако грешам, ќе ме извините, Куманово и Прилеп. Има искуства, споделивме, може тоа да функционира. Не само во делот на носење дупови и така натаму, значи ќе ни помогне во легализацијата, имаме проблем со легализациите. По 15 години луѓе чекаат за легализација, се менуваат генерации. Значи стареат луѓе со проблемот на легализацијата. Што да им кажат на децата? Така да верувам и ќе направиме моќен Карпош план. Тоа ќе биде како независно тело еден вид? Јавно предпријатие. И од тебе и од јавно предпријатие. Ќе гледам да се оградам најмногу што можам со сите мои ингеренции, меѓутоа нека биде раководен од сите наш карпошани, таков како што ни треба. Проблемот го спомна и ти го спомнуваат се почесто скопјани денови, се вика проблемот на сметот. Што како градоначалник можеш да направиш на ова поле, имајќи предвид бидејќи на централно ниво е предпријатието, има дел малку општината, но најголем дел е градот. Да, ќе биде Орце и ќе биде поинаква состојбата, но еве како градоначалник што можеш да направиш за да Карпош биде почиста општина? Значи, првиот момент е она што го спомнавте едниот градоначалник после првиот круг избори, евидентно е, значи дека тоа уопште не е веќе прашање. Така да со Орце, еве, ке речем мојот пријател, си ветивме и му ветивме на премиерот дека ќе го исчистиме градот во првите 3 месеци. Значи ние треба да го исчистиме градот. Верувајте ми, цел ден сум на терен. Значи покрај секој контејнер имаме депонија. Неколку пати кажувам, не сум тип што ќе се снима, ќе се слика хо, хи, еве го ѓубрат. Меѓутоа не знам од кои причини и не планирам да ги префрлам ингеренциите. Јас ќе ги засукам ракавите и ќе го соберам ѓубрето. Не може да има ѓубре. Па после ќе се расправаме кој потфрлил и чива е одговорноста. Некој, верувајте, ќе сноси одговорност за ова што им се случува на граѓаните денеска. Ќе сноси некој одговорност. Коментарно бидејќи еве владата се вклучи, јавното обвинителство исто отвори случај. Денеска како што може видов, драма кралицата да не. Значи некој треба да сноси одговорност. Некој зел обврска со обвинува ВМРО дека е виновно за ова. Сега како да ви кажам? ВМРО е виновно за управниот одбор на предпријатието. Значи, и една друга работа да ви кажам. Споменавте ингеренции, можност, неможност, јавното предпријатие градско и така натаму. Ние да не заборавиме дека имаме и стотина вработени, хонорарно вработени во општината, конкретно во мојата општина, во Карпош. По моите податоци секогаш се меѓу 90 и 130 луѓе. Во моментов се можеби 100. Со одреден капацитет на возила, на оние што метат, како си кажат, метилици или не знам, сега да не сгрешам, косилици и така натаму. Значи ние, ако сакаме, имаме капацитет. Јас доаѓам од реален сектор. И знам дека кога се сака, се може. Има многу работи кои се сакаат и се прават. А за ѓубрево немаме ингеренции. Најлесно ни е така и сликај се по него, по цел ден сликај се. И крив е, не знам кој. Не бе луѓе, дајте да ги засукаме ракавите, да го собереме ѓубрето. Не ми е природно. Не е во мојот карактер
Иначе јас дел од ѓубрето, еве да речеме во Карпош 4 би го собрал во наредната недела, знам како. Имам капацитет, имам моќ. Меѓутоа не сакам ќе биде сватено Сотир си прави политички или како да кажам поени. Кога ќе го имам мандатот, ѓубрето ќе го нема. Данела сите знаевме дека нема да замине мирно, а каде и да е ќе треба. Мислиш дека вака ќе замине со ѓубрето? Тоа е начинот да остане запаметена? Па ако замине со ѓубрето, добро би било, би го немало ѓубрето. Се шегувам. Така логиката на нешто. Не знам каков ќе биде неговиот незиниот крај, се извинувам, меѓутоа повторно повикувам. Утре ќе бидам јас еден од тие со цела одговорност изјавам дека секој од нас кој се нафатил на таква служба мора да сноси одговорност. Јас би рекол, да не бидам погрешно сватен, пред се морална, зашто јас сум човек кој сака да се види во огледало, а после тоа и секаква друга одговорност. Не те загрижуваат измените во Законот за локална самоуправа кои што предвидуваат и референдум, да чинам првата година ќе биде оставена како грейс период, бидејќи премногу е рано да се види дали некој сработил нешто или не, но потоа ќе можат граѓаните да свикаат референдум и да одлучуваат за судбината на градоначалникот. Не те загрижува? А зошто би ме загрижувал? Зошто би ме загрижувал? Почнав да го читам искрено новиот закон кој чинам од минатата година за локална самоуправа и тие делови воопшто не ме загрижуваат. Јас сам ќе дадам отчет кога ќе треба. Планирам да работам транспарентно и отчетно. Да бидат вклучени работите во граѓаните, извинете, во работата на општината. Актуелниот градоначалник месец дена ни го кажува телефонот по несмешните видеоинсерти. Месец дена. Меѓутоа, јас ќе ви кажам, пред години, кога ми требал за мојата кула во Карпош, оде во општина ми вика, ако имате среќа са бајле, дојдете ќе го почекате, па ако имате среќа ќе го видите. Па одев кога беше кандидат председателски, на најава на мојата кула дека ќе биде во 18 во тој парк, па отидов наменски да си кажам за проблемите. Така да, транспарентно и отчетно ќе работи сутре. Дали за промена и во Карпош има место каде да се паркираат карпошани? Ветивме во програмата околу 1600 нови паркинг места. Планираме да го направиме преку платформи на постоечките паркинзи во Карпош 2, во Карпош 3, во Карпош 4, на Млечен и во Портавлаје. Паркинзи, значи на постоечките платформа, тоа е најверојатно некоја најевтина варијанта. Јас знам дека е можеби најпрактично да одиме под земја, меѓутоа е 4 пати поскапо. 1 до 2 спрата со фотоволтаици кои ќе бидат и заштита, го кажувам тоа неколку пати, дури веќе месеци сме со истите приказни, меѓутоа е уште еднаш да го кажам, кои ќе допринесуваат за зелена енергија, ќе бидат заштита на возилата и јас верувам дека во мојот мандат од 4 години ќе допринесам макар за едно плюс паркинг место повеќе од досегашниот градоначалника, тоа се 2 места. Ветувањето беше на актуелниот градоначалник се уште, дека никогаш во Карпош нема да се плаќа паркинг и никогаш нема да има зони. Тоа беше ветување пред изборно, што не се оствари затоа што околу Драмски, тој реон веднаш до Рузвелтова, што е целиот веќе со зонско паркирање. Планот е, колку што знам, истото да се случи кај Млечен и училиштето Чернодрински чинам беше. Значи и тој дел да се направи, а полека и во Ваег и останатиот дел од Карпош. Кој е твојот став околу зонското паркирање, кое што носи бенефити, ама носи многу бели за самите жители? Вака размислам. Зависи чиј план следите. Да. Јас имам еден податок преку анкети, и тоа е веќе неколку пати кажано, меѓутоа еве да повторам, кој вели, ако пред 10 години биле 30% од карпошаните за зонско паркирање, сега се веќе околу 60% за. Так. Значи луѓето притиснати од проблемот на паркирање, јас живеам во близина на Сити Мол. Значи кај нас во Мало, кога е врнежливо или кога е викенд, И кога е во Сити Мол врв да не правиме мојот за Black Friday. Да. Значи, ја доаѓам доцна во попладневните, да не речам во вечерните часови, и кога бе во редовна оваква и сега со кампањата, значи имаш проблем. Еден круг, 2 круга, полево, подесно и на крај може ќе доеш и ситуации да паркираш непрописно. Не се луѓето криви. Ние на луѓето треба првин да им
обезведиме паркинг, а потоа да ги санкционираме на несовесните. Сега, прво што ќе направиме, да направиме една ревизија на гаражите. Тоа е еден исто голем проблем. Ние имаме огромен проблем да не речам над 1000 гаражи на територијата на Карпош, од кои за паркинг се користат 100. Така, другите се разбирате, магазини. другото е Работилници. магазини, зајвар, правење за не знам се и се што, само не е за паркинг. Меѓутоа, граѓанинот кога не ќе може да ја остави на кога ќе имаме столпчиња на пешачките зони, кога ќе има зонско, тој ќе си ја паркира колата во гараж. Значи треба да видиме, да направиме една ревизија на гаражите. Ќе ги санираме. Она што е во ингеренции на општината, значи природните, како да кажам, делови, сето она што е, ќе го реновира општината. Не е спорно. Меѓутоа тие гаражи се со имотни листови, се во нечи имот. И прво треба да видиме да го искористиме капацитетот на гаражите. Второ, да го направиме ова што ви споменав околу платформите. Тогаш ќе детектираме потребата од зонско. Доколку одлучиме да донесеме, што се покажа правилно во Карпош 1 апропо плаќањето во центар, зашто нас не дели Рузвелтова. Так. Се навикнаа луѓето кои си работат во центар да си паркираат во Карпош. И тоа не иде. Значи, доколку се решиме на таков потек, велиме најмалку 2 паркинг места за карпошани бесплатни. Со други зборови, паркингот за карпошани во Карпош бесплатен. Така, значи во превод ако живеам во Влае, ќе можам и во Карпош 1 да на територијата на точно жител на таа општина, така да. Имаме уште теми за отворање. Со нас е Сотир Вукровски, се враќаме веднаш по кусиот блок реклами. Останете со нас. Се враќаме во За или против. Мој гостин е Сотир Вукровски, кандидат за градоначалник во општина Карпош, кој што влезе и победи во првиот круг, влезе во вториот круг. Зборуваме за Карпош, за тоа што треба да се стори со Карпош. Најуваше некои мега проекти. Колку се тие изводливи, тие 2 мега проекти? И ќе ги финансира општината или пак ќе имаш помош и од централната? Како му доаѓа? Ќе бидат со кофинансирање. Така. Значи премногу средства се за директно општината да ги. Да, ќе ни треба помош од градот. Претпоставам мислите на паркот 10-20 во пределот на потечението на Лепенец, почнувајќи од Бардовци, Злокуќани до негде така, до и другиот на Водно, почетокот на Влај, другиот Sky Hiking делтата на Водно. Во оној дел имавме еден прес, не знам дали го евидентиравте, пред некој скоро веќе можда и бај да не речам месец дена, заедно со градоначалникот на Скопје, господин Георгиевски, направивме на самото место прес, каде што го презентиравме проектот, ставени и во неговата програма. Таму имаме негде околу 500.000 метри квадратни државно земјиште. Добра прилика да направиме парк со кој сите ќе се гордеме. Парк како што не е направен во Скопје од времето на градскиот парк. Значи, јас љубам да кажам дека тоа нема да биде место за разонуда само на карпошани, туку ќе биде едно ново белодробие на целиот град. Во средината, во централниот дел на паркот, ботаничка градина, која беше сугестија на некои здруженија со кои се гледавме во целиот оној период од кампањата, каде што преку ние ги нарековме кафе муабети низ малата, добивавме идеи, тогаш првпат ја слушнав идејата и потребата за ботаничка градина, ја обсервиравме и донесовме заклучок дека таа е убаво да биде во централниот дел, да биде со, не знам, автохтони, тропски и секако вид на растенија, каде што луѓето, нели, ќе можат и да се разонадат, меѓутоа и оние кои се заинтересирани да истражуваат преку кодови, апликации и така натаму и да осознаваат за типот на оние растенија кои ќе бидат застапени во ботаничката градина. Картинг стаза со европски стандарди, веќе сме во разговори, преговори за проектот од аспект на средства, на сите други потребштини. Имаме преку луѓето разговори со
одредени станци за да донесеме и европско првенство на таа здравија утрешна картинг стаза, голф терени и останати детски игралишта за најмладите, значи еден проект каде што многумина скопјани ќе можат да поминуваат часови за релаксирање. Пардон. Другото е нападините на водно, делта стазата, во еден инклузивен процес заедно со здруженијата на велосипедисти, на планинари, да направиме 3 патеки кои ќе се соединуваат во едно, негде горе на на Пантелеймон, и исто над 10.000 автохтони дрва планираме да засадиме, со што ќе го појачаме цел тој зелен појас во тој дел на водно, и со тоа ќе го запреме и понатамошното урбанизирање на падините на водно. На колкава површина ќе биде тоа целото? Чинам, не ме земете за збор, значи тоа е негде од црквата Свети Јован, па се до ваму Нерези во пределот над значи голем Хроми и Карпаш 4, па се до Пантелеймон горе, до тамо коинцидира со повторното отворање на Македонско село. Да. Еден објект кој е и текако значен и сум многу горд што е во нашата општина. Се видов со луѓето кои го стопанисуваат веќе неколку пати. Бевме заедно со претседателот на Занечиската комора на Македонија и веќе договоривме пара активности од делот на занечиството кои ќе ги пресликаме таму. Ќе биде автентично за туристите кои доаѓаат. Значи тоа сакам да кажам, работиме на тоа заедно со министерот Људков. Во нашата општина беа сите министри од сите ресори и ги разгледавме поединечно. Ја разгледавме соработката со секој од нив. Така и со господинот Људков се договоривме да работиме на неколку проекти кои ќе ја збогатат туристичката понуда. Едно од тие Македонско село, да направиме содржини кои ќе бидат интересни и за странците и за нашите домашни туристи, да речеме за Скопјани. Ние сите знаеме, имаме роднини, имаме пријатели, ни доаѓаат, немате во Скопје каде да ги однесете, со што да се пофалите. Така да тоа ќе биде една нова убава содржина за Скопјани. Најавуваше и дигитализација, сега звучи многу баук како тема дигитализацијата за олеснување на животот на Карпошани, општо нели гледано, но еве да им објасниме ако може што значи подобра, односно ултра дигитализација и што ќе значи тоа за граѓаните на Карпош, па и на Македонија, бидејќи се дигитализира целото ни општество, што ќе значи тоа во превод за граѓанинот? Значи, баук. Не би рекол баук, може би за овие генерации на кои јас припаѓам е малку, нели секоја новина за нас од тој технички дел, ајде да речеме некој баук, меѓутоа за децава гледам јас имам деца од 14 до 24 годишна возраст, особено за овој најмалиот не е уопште баук. Што е идејата? Да ја ставиме општината на 1, 2, 3 клика од граѓанинот. Знам дека тоа ќе биде проблем за малку повозрастната популација, меѓутоа сите оние кои немаат потреба да доаѓаат во општината за да извадат некакво уверение, за да добијат некаква информација, да не поминуваат со часови, поучен од мојата пракса, дојди са бајле, ако имаш късмет, ќе си добиеш одговор. Не, со 1, 2 клика да ја добијат бараната информација, да добијат одредено уверение, дозвола или што ти ја знам, било каква информација за културната понуда, за спортската понуда, значи сето она што е врзано за општината. А верувам дека само треба да се има желба, веќе разговаравме со одреденото министерство и министерот, ќе бидеме помогнати, ќе имаме национална програма за дигитализација, така да верувам дека ќе го олесниме животот и начинот на пристап до општината на граѓаните. Така. Соочувањето следно е за 12 точно дена. Токму еве во Карпош да почнеме со тоа, што очекуваш дека ќе се случи во време, меѓувреме ќе работите и двајцата секако на терен и ти и твојот против кандидат, но еве што очекуваш да се случи на 2 ноември? На 2 ноември очекувам да прославиме. Ништо помалку, ништо повеќе. Пред се да посакам да имаме мирни, уште колку имаме, 13 дена до
Молкот, што туку започна вториот дел од кампањата, кај мене нема некоја посебна возбуда, дури да бидам искрен, се чувствувам и толку релаксирано, дури и самиот сум малку збунет, живеам наедноставно како што сум живеел до сега, како што сум минувал до вчера кампањата, така продолжувам, се гледам со групи на граѓани, една убава, позитивна кампања. Сабајле заедно со заменик министерот за труд се видовме со здруженијата на, да кажеме, лица со посебни потреби, ветивме и отварање на дневен центар, нешто што ме искрено вака зачуди дека во Карпош, една таква општина со 63.000 жители чинам, да немаме дневен центар за лицата со посебни потреби. Значи си продолжувам по целните групи, сите оние кои можеби пропуштив да ги видам низ овие претходни 30 или колку и да беа таму 20 дена на кампања, да биде мирно, да нема инциденти, тоа е најважно за сите нас, на секој оди во прилог и искрено очекувам дека само ќе верификуваме на втори победата од првиот круг. Општо на републичко ниво твоите очекувања 33 кандидати во првиот круг, типувате како ВМРО ДПМН е на 53, можеби и повеќе, бидејќи тоа се само оние каде што е водството, 50% повеќе во првиот круг освоени од минатите избори во 2021 година. Да. Еве, очекувањата на републичко ниво твои какви се? Големата победа на ВМРО ДПМН е веќе евидентна. Значи, имаме многу показатели кои укажуваат на доверба на населението. Ако претходно зборевме за рейтинзи преку одредени анкети, сега се уверивме во тоа. Како во рейтингот на нашиот председател, односно премиерот на Република Македонија, така и на партијата. Не очекувам ништо поразлично да биде и во наредните 2 недели, односно после 2 недели, да го задржиме трендот и овој пат ВМРО ДПМН со својата коалиција и кај албанскиот електорат коалицијата вреди да бидат победници, да ја потврдат, да го потврдат добриот курс на овие над година и пол владење или управување со нашата држава. Големата победа и за тебе, но и за партијата, значи голема одговорност. Дали си подготвен да поднесеш таа одговорност? Па знаете како, честа и одговорноста некако заедно одат, огромен предизвик ми е. Се соочувам со нешто како што споменавме веќе не десетици, стотици пати, нешто ново. Меѓутоа, излегов од една комотна зона, сметајќи дека ми треба предизвик. Зборуваме дека напуштањето на комфортната зона носи напредок. Ако во првиот момент до пред почетокот на кампањата не бев сигурен како ќе се снајдам во сето ова, се убедив дека можам. Тоа ме охрабрува да верувам дека ќе се справам и со проблемите на кои ќе наидам во општината. Јас пак ќе кажам, за мене постојат 3 работи. Тоа е редот, работата и дисциплината. Ако ги запазите овие 3 постулати, не можете да немате успех. Јас така ги учам и моите деца да имаат цел одредена, јасна, со ред, работа и дисциплина ќе се стигне до целта. Дали ќе биде во првите 6 месеци или после година и 6 месеци, ние целта ќе оствариме. И ќе имаме општина како што им доликува на Карпошани. Ти благодарам што беше мој гост. Ви благодарам и вам. Ми беше чест. И мене исто. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.